некој дел од археолозите, не можам сега да генерализирам кај сите, дека секогаш сакаат да најдат нешто спектакуларно, атрактивно. Археолог не сега да најде спектакуларно. И тоа е. Меѓутоа дефинитивно сите археолошки локалитети, рече се сите ке нас се повеќе слојни археолошки локалитети, значи точно е дека вели на пример господинот Паско Кузман дека е средновековен, меѓутоа вие не може да гарантирате дека нема да најдете антички период и најверојатно ќе најдете. Не го зборам генерално. Да, добро де. Генерално, не некој конкретен. Меѓутоа мислам дека ќе се согласи со мене господинот Кузман дека ние не може да очекуваме од античкиот период некои многу ексклузивни наоди. Сепак центарот на античката македонска држава е појужно во Грција, но тоа не значи дека ако не добиеме некои ексклузивни локалитети, Грците на пример истражуваа пред неколку години, тие веќе го интензивира истражувањето во северниот дел, во Пела и веднаш најдоа навистина атрактивни локалитети, кнежевски и аристократски гробници, не дека недостасуваат во Македонија, меѓутоа тоа е реалноста. Тоа не значи дека останатото што се наоѓа не е атрактивно од археолошка смисла. Значи од археолошка, од научна смисла се би требало да биде атрактивно. И се има свое. Делумно се согласувам, но не целосно. Ние не работиме само заради античка Македонија, антиката, работиме и римска археологија има тука. Не мора да има врска со Грција. Во минатото дури многу повеќе беше форсирана римската археологија отколку и сега од и најпоќе има неа на античките локалитети, него Стубија, него Хераклеја, после и тоа се тешки одлуки кои се прават вие кога ќе најдете наоди, да кажеме од римски период атрактивни архитектонски наоди, многу тешко ќе се решите да интервенирате понатаму долу. И тоа се проблеми со кои редовно се среќаваат археолозите. Значи до кои слоеви да одите или ги поврзувате вие со Грција или грците самите, сето тоа нема врска. Но ние не значи дека не треба да се откажеме од истражувањето на античките локалитети, а и овие поатрактивните ги има и кај нас. Ево не знаете, но во Охрид на пример, дека сум од Охрид, не е тоа битно, не за маската, не за следниот гроб што беше исто богат со тие златни ситуации, него на самоделната тврдина сега имаме најнови ситуации, побогати се него во Пела, сите гроб. Сите што се објавуваат од Пела, од другите делови од Египетска Македонија, се исто равноправно богати колку и овие. Значи македонско-хеленистичкиот период или како што сакаат другите научници, хеленистичкиот, тој период е многу богат и овие. Граничната зона од не е гранична. Не е гранична. До Скопје не е гранична. Од Скопје нагоре може би гранична, мада имате во Србија. Не гранична во смисла на античка Македонија, гранична во смисла на зона каде што го имат, да кажеме, каде што не имате и во Србија, дури архајски материјали многу богати од времето на Требенишките и така. Има Атеница и така натаму. Значи не е тоа Балканот. Нашите држави се во таа зона, богата зона, поширока, медитерански културен комплекс или круг, каде што сите влегуваме. И грците можеби најповеќе. Влегува и Турција, нели со Малозискиот брег, влегува Египет, влегува Италија, Бугарија, Тракија, ние, значи дури и погоре Балканот и Србија. Значи тоа е тој круг и тоа од преисторијата па се до денес, не само во антика. Природни релации, природни контакти. Значи ние влегуваме во тој богат културен комплекс, како да кажам, на Балканот и во Источна Европа. И сега за крај се задржуваме на кои три? На Кале, Плаошник, Стоби? Сега работиме интензивно да довршиме археолошките истражувања на Кале, професор доктор Драги Митревски и луѓето од факултетот што работат најповеќе таму тврдат дека до крајот на јуни, така и договоривме уште во почетокот, дека ќе ги завршат сите културни слоеви, но тоа не значи дека ние ќе престанеме бидејќи имаме распишано тендери за конзервација. Конзервацијата е завршена, како што гледате со југозападниот бедем и кулите, потоа сега трае тендерот за конзервација на Киклопскиот бедем, тој во северо-источниот дел, знаете како е опасно таму. Значи тоа ќе работиме и работиме на програма за ревитализација и конзервација. Значи поединечни делови нема да прекинеме на Скопската тврдина со истражувања, не мора да се археолошки истражувања, но ќе продолжиме. Потоа Стоби, како што кажав, исто така се продолжува на обработка на материјалите кои се излегува во големи количини, како и на другите, и се работи на конзервација и реставрација на многу значајни објекти во Стоби, Теодосијанска палата и другите. Потоа кај имаме на Плаоштек интензивно се продолжува со работењето, археологијата сосема при крај, но сега ќе почнеме со градење, возобновување на Свети Климент Охридски универзитет, тоа ќе биде ова година, во август некаде месец.
и уште имаме музеот на вода, уште 16 куќички, тоа е испланирано и тоа ќе се заврши од нова година. И тука не сме попуштиле опште, парите се многу скромни, но се надеваме во рамките на тие финансиски средства дека ќе и завршиме тие обврски. Ќе останат ли пари за работниците кои што реагира дека не били исплатени? Парите за работниците вака. Ние 73 милиони имаме префрлено за исплаќа. И тие се процесуирани. Но јас не можам да тврдам сега натака како Трезорот или како Министерството за финансии си работи. Тоа се нивни работи. Нашето е завршено, ние сме подпишали. На почетокот му кажаме на сите дека сме во ваква ситуација и дека ќе достат исплаќање. Сега одеднаш македонскиот човек на чело со разни групации ги креват гласовите, ги разбирам и нив, но тие ќе бидат сите исплатени, бидејќи шом заврши ребалансот и сите тие перипетии во собранието на Република Македонија ке ребалансот, ќе почнат да се исплаќаат тие работи. И се ако ме фатите збор до кој ден, до како, јас пак можам да сгрешам. Не сум одлучувачкиот фактор, но од кај нас излегне парите, подпишани се, дадени 73 милиони, Министерството за финансии треба да ги исплати сите и тоа ќе остори. Тоа е се. А натака ви кажав како продолжуваме. Се преостанатите пари ќе работиме ова што спомнавме пред. Дали што го предводините, дали е добар изборот на овие локалитети на кои ќе се фокусираме? Знаете, нема лош избор на локалитети. Проблемот е што се многу локалитети. Јас очекувам од ова што го кажа господинот Паско Кузман, конечно ние да видиме, значи науката да види. Едно е археолошко истражување и тоа што треба науката. Меѓутоа тоа го спомна на почетокот, науката треба да види. Значи ние треба да поставиме тези, ние треба да практично да креираме сопствената историја апсолутно на научен начин и апсолутно без било какво мешање на политиката во тоа. Јас само тврдам дека наскоро, да сме живи и здрави, особено по младиве сега генерации, наскоро ќе имаме резултати на тој план. И све што се работи ќе биде публикувано, интензивно се работи. Тоа е клучното што интензивно се работи. Треба да причекаме. Треба да бидеме стрпливи. Ќе биде при овакви археолошки зона не може сите археолози многу сакаат да се покажат, многу сакаат да публикуваат бидејќи тие ќе бидат подпишани. Ама ретко го прават. Добро ден, се трудат во границите на можностите на. Затоа велам дека нашите можности се слаби. Публикување претпоставувам мислите и да се преведе и на англиски, и да се учествува на странски семинари, симпозиуми, да се контактира да се презентира пред светска научна јавност. Доволно материјал имаме, доволно енергија. Да, и премногу материјал. И сега доста материјал.